Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред го имаме предлог законот за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и Макпетрол АД Скопје, патна спогодба по скратена постапка. И овој закон, како што и претходно спомнав во моите претходни дискусии за претходните закони, се носи во скратена постапка, а замислете станува збор за закон во кој има само 5 члена со кои треба да се исплатат 33 милиони евра. И не гледам тука што е толку итно, освен што најверојатно е итно да легнат тие 33 милиони евра на сметка на Макпетрол. Ако по утрото денот се познава, во овој случај ќе значи дека ако главен преговарач и потписник на спогодбата за регулирање на меѓусебните односи помеѓу Макпетрол, која е прилог на предложениот закон, бил Зоран Заев, можеме да сме сигурни што се има договорено и на чива штета ќе биде и овој договор. Затоа што ги знаеме преговарачките способности на премиерот, сме ги виделе и претходно и во договорот со Грција, каде го истргува името и идентитетот, а и со договорот со Бугарија, каде што ја тргува историјата и јазикот, во замена за блокада на патот кон Европската Унија. А сега, со овој договор, истргува 33 милиони евра народни пари да заврши сметката на Макпетрол. Забелешки на овој закон има многу и истите беа представени од претходните дискутанти, а јас ќе почнам од најсуштинската, а тоа е дека овој предлог закон е противуставен, односно воопшто не треба да е тука пред нас и ние да расправаме за истиот, бидејќи собранието нема надлежност да решава спорови, односно да носи закон со кој ќе реши некој спор. За решавање на спорови постојат судовите на Република Македонија и таму треба да се реши овој спор. Доколку било се во ред, тогаш и државниот правобранител ќе дадел позитивно мислење на барањето од владата и ќе ја потпишел спогодбата. Но тој, во своето укажување и мислење, јасно има наведено дека како државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотите, правата и интересите на Република Македонија, укажува дека склучувањето на доставената спогодба за вонсудско решавање на спорови, во кој договорни се владата на Република Македонија и Макпетрол АД Скопје, би предизвикала последици спротивни на имотните интереси на Република Македонија и смета дека истата не треба да се потпише. Тоа што упорно се турка овој закон во собранието е поради тоа што треба да се испере целиот криминал што сака да го направи Зоран Заев. И со овој закон, откако не успеал одговорноста за спогодбата да му ја префрли на државниот правобранител, сега сака целата одговорност да ја префрли на собранието и на пратениците. И со тоа да не сноси одговорност. Зошто, доколку се е според закон, упорно се сака да се префрли одговорноста прво на државниот правобранител, а потоа и на пратениците. Вас, почитувани колеги пратеници, ве втурнаа да го браните криминалот на Зоран Заев, наместо да ги браните интересите на граѓаните на Република Македонија. Зошто Зоран Заев не покаже храброст да го реши овој спор со одлука на влада, која што ќе ја потпише тој, па потоа кога ќе дојде време и кога ќе се испитува целиот криминал, доколку целата постапка била чиста, нема од што да се плаши и да бара одговорност да преземе некој друг, а парите да ги земе тој. Понатака прашањата што ги мачат граѓаните, а и сите нас се: ако Бирото за судски вештачења немало надлежност да врши проверка на капитал, како утврдило дека номиналната вредност на акцијата
изнесува нешто над 18 милиони евра, а откупната вредност изнесува безмалку 33 милиони евра. И од тука се поставува прашањето, зошто, ако нешто што вреди 18 милиони евра, ние треба да го платиме сега 33 милиони евра? Одговорот е многу јасен, а тоа е затоа што разликата од 15 милиони евра треба да ги поделат потписниците на оваа спогодба по принципот веќе виден и испробан, а тоа е евро за Заев, евро за Андреа. А еврото за државата повторно ќе го нема, затоа што Макпетрол целосно се рехабилитира и од плаќање на данокот на добивка, затоа што акцијата на Макпетрол, што ја има во Гама, е евидентирана како хартија од вредност расположлива за продажба, а не како хартија од вредност што се чува за тргување. Тоа значи дека промената на пазарната вредност на акцијата на Макпетрол во Гама не се евидентира како капитална добивка. Вака целосно се рехабилитира Макпетрол од било какви даночни обврски по основ на данок на добивка. Односно, владата покрај тоа што му плаќа 15 милиони евра повеќе на Макпетрол и плюс му простува данок на добивка во износ од над 3 милиони евра. Ајде што сакате да искрадете овие пари, туку сакате да не оставите ниту трага каде ќе завршат парите. Па така во спогодбата никаде не е предвидено на која сметка ќе се уплатат овие пари и што е уште пострашно е што нема никаква одредба до кога парите треба да се платат. Па се остава простор во иднина Макпетрол доколку не се изврши исплатата, по пат на извршен налог да го преземе капиталот на националните енергетски ресурси и така да настапи монопол во однос на испораката на газ во иднина, што е недозволиво. Замислете, ние платиме 33 милиони евра на Макпетрол во време кога државата се задолжува, во време кога државниот долг изнесува над 60% од бруто домашниот производ, во време на здравствено-економска криза, кога нема пари за бесплатни тестови, нема пари за заштитни средства за медицинскиот персонал, кои голо раки се борат со пандемијата, кога нема пари за нови амбулантни возила, кога нема пари за лаптоп и бесплатен интернет за децата од ранливите категории за да можат да ја следат наставата непречено, ние треба да исплатиме фантастични 33 милиони евра на Макпетрол, за тие енормно да се богатат, а сите ние да плаќаме. Почитувани, ова е невиден криминал, што пробувате да го поминете преку овој предлог закон што се носи. Ја претворивте Македонија во криминален картел во кој сакате да продавате легално марихуана и да ги крадете парите на граѓаните. Но затоа, почитувани, вчера бевме тука и дебатиравме до полноќ. И денес сме тука и секој ден ќе сме тука и ќе се бориме да го спречиме овој криминал и овој грабеж на граѓаните на Република Македонија. Знам дека вие сакате овој закон да го протнете на мала врата и никој да не дознае и да се сокрие овој криминал, но нема така да поминете и затоа ве болат нашите дискусии со кои се расветлува овој криминал. А граѓаните тоа го гледаат и ќе ве казнат во даден момент. Значи, се на се, со предлог законот владата, предводена од Зоран Заев, сака да воспостави уште еден бомбона бизнис. Озаконет со закон, од кој ќе профитира Зоран Заев и Макпетрол, а граѓаните ќе ја плаќаат фактурата. За провизијата и процентите што ќе се делат, може само да претпоставиме колкави ќе се и каде ќе завршат. Сакам само да се дополнам на репликата на министерот, бидејќи ме испровоцира со неговата дебата околу автопатот Кичево-Охрид и сакам да го поканам, ево, после завршување на седницата, заедно со мене, бидејќи јас патувам на кај Струга и секој ден го поминувам тој автопат, министре, да дојдите со мене и да го видите автопатот, до каде е, колку се работи на него, без разлика на вашите изјави дека имало толку машини, оволку машини, толку машини колку што спомнавте,
нема на терен, нема ни кучиња Благодарам. толку на автопатот, а не машини и луѓе колку што Лидија спомнавте. Петковска Кафјал.